Дали сметаш дека би била со маж што нема пари? Мажите веќе бараат жени со пари. Некако стереотипите се сменати, колку жените бараат мажи со пари, толку и мажите бараат жени со пари. Не, мажите се поголеми спонзориши. И да знаеш дека е така. И едниот, и другиот завршија со допишување со други девојки. Моја гледна точка дека јас секогаш во моите врски сум се поставувала како маж. И некако секогаш така сум функционирала и така сум научена. Он не е доволно маж за ја да можам да бидам женска. Да се осеќаш како жена. Колку си поскап како појава, како личност, како Адријана, толку ти е помал базенот на потенцијални партнери. Се смалува. Заради тоа што он знае дека не може да те купи. Оној кој има пари изневерува, без разлика дали е инстант, а изневерува, според мене изневеруваат многу повеќе оние кои што биле со генерации. Абе шупа, се патам некој без пари, ама немаме вара. Ама јас ти зборам. Ама го правев, тој пак ме изневери. Значи јас па сум до тебе. исклучокот. Јас цело време стојам пози тоа што го зборам, дека стварно не ми е битно мене партнерот дали има или не. Меѓутоа, која жена не би сакала да има? Да, партнерот да има пари. Измрзнав, баба ми што викаше на бетон, на циментот сидиш цело време. Јас сега на овие години тоа пак не можам да го правам. Јас да водам љубов у кола затоа што нема услови кај да отидеме ние, не можам, јас стварно патам од половината. Он ке ми рече у кола ќе имаме секс, не можам, ќе се укочам. Адријана, hello, да те поздравам. Ивана, hello. Но ми е мило што си седнавме вака на муабет. Дамна се дружиме, дамна си правиме вакви муабети и мислам дека фали еден ваков подкаст женски. И благодарност за тој што не спои за да испадне некој ваков женски подкаст, за точно да кажеме оно што имаме да го кажеме. Така, искрено. Искрено од срце. Искрено со Ивана и Адријана, Ете, да така. си кажеме и ако е женски, ако е вака роза, мажи, ја мислам дека исто ќе им дојде многу добро да не слушнат и да видат што имаме да кажеме. Да чујат размислување од две Некој да жени. им помогне со дирекција. Па види колку ќе му помогнеме или одмогнеме, тоа ќе кажат самите они. Ама знаеш како чисто вика, не знаете што сакате. Еве да дознаете што сакам. Да ти кажем најискрено, точно знам што сакам и точно знам што не сакам. Ама тоа е некако од кога направив 40 години. Точно знам што не сакам, а појма немам што сакам. Така? Зашто сме ја и ти добри за подкаст? Затоа што сме многу различни. Да, очигледно. плюс и минус правиме. Очигледно. Да. Таман да може да се научиме нешто една од друга и да научите нашите гледачи. Да си даваме совети една на друга. Е сега како за првенче за прва, се договоривме да фатиме тема што мислам дека боцка многу, врски и пари. Добре, нели? Па мислам дека не можевме да најдеме подобро за почеток со оглед за тоа на тоа дека сум јас кеш. Не ме И мора да биде нешто поврзано со пари. А јас сакам кеш. Видиш, ет, јас не сакам, ти Пак сакаш. се најдовме. Не е страшно. Кажи ми, ај вака да отвориме тема со дали сметаш дека би била со маж што нема пари? Одма директно да почнеме. Да. Еве сметам, кратко ти одговорив да. Па во мојот живот никогаш не сум ги гледала луѓето во призма на пари. Никогаш не ми било битно дали партнерот е богат, дали ќе ме носи дома со Ферари, дали ќе ме носи со некоја нормална стандардна кола или ќе си идеме дома со такси. Значи, некако јас ти сум од тип на луѓе кои се уште немат апдейт направено, уште живеам во некој стереотип љубов, верувам во љубов. Значи не ми е битно мене партнерот дали имал пари или немал пари, се додека има љубов. И ако има амбиции во животот да направи нешто, ќе има пари. Значи многу фактори влијаат за партнерот да има пари, Да. а не ми било битно да ги има, колку што ми било битно да биде амбициозен, тогаш знам дека ќе има пари. И ми некој ќе ме праша дали сакаш партнер со пари, ја викам не е едноставно прашање, не е едноставен одговор. Ама генерално ќе речам сакам. Кој не би сакал? И сега, Факт. пред да ме нападнат одма, спонзоруша, трчаш по пари, сакам да објаснам зошто. Прва работа сум била со партнери шворц, значи броук што би рекли американците. И точно се сеќавам на тие две врски. Првата врска и втората врска завршија со истото, со тоа што е кај мене проблемот. Кога ти имаш партнер од кој имаш повеќе пари од него, он ја губи машкоста. Самодовербата, да. И самодовербата. Да, апсолутно. И на сметка на тоа што он нема пари и се чувствува помалку маж, И помалку битен. и едниот и другиот
завршија со допишување со други девојки, со пуштање на други девојки, не она апла неверство, меѓутоа пак на некој начин он гледаше како да си го набилда егото, за да може да се чувствува маж. Тоа што порано или подоцна, ја мислам дека маж што е со жена, што е поимотна од него, чувствува дека мора тоа его да му се нахрани и он оди брка други жени да се докаже дека се уште е маж и ја можам ме сакаат. Види, последно на многу пати сум чула дека мажите веќе бараат жени со пари. Значи, некако стереотипите се сменати, колку жените бараат мажи со пари, толку и мажите бараат жени со пари. Не, мажите се поголеми спонзориши. И да знаеш дека е така. Ама, имав еден пример, кога кажав, ти бараш жени со пари, значи ти си спонзориша. Кај машко тоа е во ред. Како кај машко е во ред да бара жена со пари, демек тоа не е проблем. Кај него нема име. Ако е женска која бара машко со пари, тогаш автоматски Ама чекај, он има пари? Не. Тоа е веќе машка спонзоруша. Да, машка спонзоруша, е. ама тоа е во ред. Значи, се поголеми примери имам такви кои мажи бараат жени со пари. Според мене, едно што тие немаат свое лице, немаат свој идентитет. Значи, кога бараш некој која не може да се поставиш према некој и тоа во кратко време се гледа кои мажи одат со жени за пари точно. Како викаат она шугар мама. Да. Точно ги има многу. На 50 години ако сум успешна, имам многу пари, мене апсолутно нема ми да проблем некој изгоден дечко од 30 години. Така? Да го земам со мене на одмор. Така? Да му платам се. Мене ќе ми биде убава. Него исто ќе му биде веројатно убаво, се ќе му биде платено и поклони. Мислам, види, се додека не се осеќам искористена, се додека осеќам љубов, јас не дека имам пари или нешто се правам. Меѓутоа, пак ќе спомнам на почеток, никогаш не сум бирала некој по тоа дали е имотен или не е имотен. Сум гледала да ме сака, да осетам фидбек некој, она што го давам, не мора да ми го врати на ист начин, ако јас сум давала пари или било како. Се додека имам такво разбирање или такво гледање, ако кога осеќам веќе дека тој е со мене за корист, разбираш, без разлика со мене, зборам во име на жена. Дека тој е со жената за да ја користи или да му купува гардероба или да го носи, да го шета со незини пари да се прави газда, тогаш е веќе проблем. Ама добро, нема ли ти смета, мене пример ќе ми смета да јас можам да си допуштам да одам на одмор, Добро. онда не може. Па, не сум се нашла во таква ситуација, меѓутоа пак зборувам од страна на жена или барем во глобала, ако јас имам поголеми примања од него и ако нашата врска функционира како едно, не би ми било проблем јас да го покријам тоа патување. Колку долго ќе го правиш тоа? Па нема вечно валјда, али види се, зборуваме за некоја долготрајна врска, поима немам за некој со кој што гледаш иднина. А сигурно нема некој го знам 1 месец, 2 месеци, 3 месеци, па јас да го носам на одмор. Сигурно нема да си дозволам. Ама во секој случај во моја гледна точка, дека јас секогаш во моите врски сум се поставувала како маж. И некако секогаш така сум функционирала и така сум научена. Тоа исто мислам дека спаѓа баш под ова што го правиме моабет. Затоа што ако мажот не е доволно мажествено на машката енергија, маж, а многу на тоа влијаат парите, не мислам, сигурна сум, затоа што ги го сматрам, споредувам другари кои имаат пари, другари кои немаат, маж доправа се качува на таа стаза, сум имала дечко што немал пари, па направил пари, станува повеќе маж. Станува по силен, не знам. Го менува карактерот, мислиш? Не, према тебе или повеќе машка енергија зрачи од него. Веројатно затоа што се по природа логика, како се вика треба да бидат доминантни мажите во една врска. Значи да носи во фамилијата. Ама ти се ако ја рече, јас сум била повеќе машкото во врска, мене ми се исто да случува. Тоа е затоа што он не е доволно маж за ја да можам да бидам женска. Да се осеќаш како жена. Не знам, дали таков ми е карактерот, него секогаш сум се поставувала на таа страна, јас да ја водам врската, дали такви ми биле партнерите, па имам такво искуство, поима немам, ама... Ама гледаш, од избориме за партнери без пари. Па, без пари. Ајде се не сакам да вреѓам или биле без пари, или имале, или небитно, меѓутоа секогаш сум се сеќала како маж.
Еве. А толку сум нежна, толку сум ранлива, јас сум риба во хороскоп. Толку сум емотивец, толку сакам да бидам мазена, пазена и да бидам жена. Ама ете таква ми била среќа. Има баш подкастот што го гледавме, девојка која вели ако тој не ги носи панталоните, буквално ако мажот во врската не ги носи панталони, тогаш јас чувствувам потреба да се облечам сукњата, затоа што он веќе носи сукња во врската. Така е. И да земам јас да облечам панталони и да бидам машкото, затоа што станува збор за баланс. Во врската мора да има женска енергија и машка енергија. Точно. И ако ја нема доволно таа машка енергија, затоа што сите како жени сакаме се чувствуваме безбедно, сакано, што викаш ти, пазено, мораш ти да бидеш тоа, ама веќе ако имаме призма на парите, автоматски јас што сум била секогаш поборна, поборбена, поамбициозна, од мала почнав да заработувам, да земам плата, своји пари, да бидам независна и не можев да најдам дечко што е на тој левел или на таа фреквенција. Ма тоа е проблемот. И кога ќе кажат мажите се плашат од успешни жени. Не, од успешна жена се плаши само оној кој што нема да ја понуди. Не е поентата ти мене да ми понудиш пари, да ми понудиш кола, да ми понудиш нешто такво, ако немаш нешто друго во себе. Значи, кај мене барем така функционирало, мажите се плашат да ти придат, само не ни сакам да ми приди некој со кој што нема со што да ме купи. Значи, не ме купуваш со пари. Ќе ме купиш многу побрзо, ќе ме купиш со еден цвет и со нешто што е поразлично од она маче шо правиш. Точно. Апсолутно се согласувам со тебе. Значи, сметам дека оној што ќе ти кажи маче шо правиш, има многу поголема самодоверба, правиме муабет, оној што има повеќе пари. Ме разбираш? Во смисла и ќе ти пристапи на тој начин, овој кој што има што да ти понуди, значи, дали комуникација, дали нешто интересно, друго, не мора да е пари, пак ќе кажеме. Многу побрзо ќе ме купи. Многу побрзо кај мене функционира некој што ќе ми напиши здраво на Инстаграм без разлика на нешто, или некој што ќе ми направи муабет во смисла те видов синоќа како изгледаше, харикирам, нешто поразлично од нешто ќе ти пристапи со мач. Многу побрзо ќе ја купи било која жена. И да нема денар во джебот, многу побрзо ќе ја купи. Ама еве еден интересен феномен, мене ме си има случајно, нели кога си долго време сингл, што тебе се нема случајно. Кога си долго време сама, не си во врска, другарките ти се во врска и сакал никел дојдеш до момент кога ти местат дечко, така? Добро. Значи сите се обидуваат да те спојат, као ние се зафркнавме, да те зафркнеме и те. Така. И другаркава кај што работи кај неа во фирма, директорот на истата фирма е сингл. Нема девојка, раскинал, не знам, повеќе од пола година. Не го стамовде фактот дека е директор, така се потрефи. И сега девојкава оди кај другаркава моја кај него, си прават муабет, што како и случајно спомнувате има таа комуникација како пријатели. Имам другарка што е сингл, мислам дека би било идеална за тебе, сакаше да ја запознаеш. И дечкова вика, добро, покажи ми ја на Инстаграм. Реално сите го правиме тоа, дај да го видам. Да, го видиме, да. Го погледнал профилот кај мене, го вратил телефонот на другарка ми и рекол, не многу ќе ме кошта. Скапо изгледаш, маче. Скапо изгледаш. Ти не знаеш колку бев нервозна, прво. Никој ништо не ми купил, сама сум направила се. Никој не ни планирам ништо да ми купи, се што сакам ќе си направам. Така. Че јас него барам него за да ме спонзорира или да ме купи. Како сум му ја на него скапа? Па она е тоа што ти го зборав премалку. Нема што да ти понуди. Сем пари и мускул. Нема што ти понуди, нема муабет во него, тој и да излезе со тебе може да ти плати вечера, дали ќе има муабет со тебе, скапа е. Скапа. Ке треба да однеси во некој фенси ресторан и ке треба да ти збори, тоа е проблемот. И после начекав многу добра весно дека колку жената изгледа поскапа, не мора тоа да е брендирана облека, марка на тебе, може да изгледа скапо во образование, скапо во амбиција, скапо држењето на човекот, едноставно никогаш е скап. Точно. Колку си поскап како појава, како личност, како Адријана, толку ти е помал базенот на потенцијални партнери. Се смалува. Заради тоа што он знае дека не може да те купи или ќе споредам со зашто каде што се продаваат скапите коли, не знам, Ламборджини салонот, е најпразен, не е толку да влагаат луѓе или скапите бутици во кај сакат отиде во трговски центар, оние поевтините има еден куп луѓе, у скапите има еден двајца што ќе влезат.
Види, мене не ми е поентата нити да ме сакаат сите, нити да бидам достапна за сите. Точно. Значи, лимитирано нека биде и нека бидат тука оние кои што имаат во себе што да понудат, пак ќе кажам. Лимитирано нека биде, доволно. Ама он не знае. И сега нема што да понуди на сам старт. Ама истото, и сега си викам, ја не планирам да си ја намалам ја својата вредност или појава, да не бидам Ивана скапо што изгледа, само за некој да му го нахранам егот и он да се чувствува маш доволно за да ми приде. Значи, јас треба да идам надолу, за он да не се чувствува исплашено да ми приде и да не мисли дека ја кошта. Па, види, во тој случај не ни сакам да ми приде, не ни сакам да ни на дейт да излезам, нити да знам за него. Во тој случај немаш потреба. Сега последно што ми изнасме, исто ова морам да ти го кажам, правам интервју за готвење, ме прашуваат. И јас си кажувам тоа што знам да готвам, тоа што најмногу сакам да јадам, тоа е суши и морска храна, значи јас не можам да речам јадам кебапи кога ја не јадам месо, ме разбираш? Истиот коментар. И ми вика другар ми, па ти мори вика ненормална една. Па кој да го прочита вика ова твој интервју, па кој ќе те викне, ма вика на дейт, кој ќе излезе со тебе? Прво, ја нема сигурно на дейт на него да му речам, носи ме на морско. На морско, не знам што ќе јадам, ме разбираш? Прво тоа. Не дека ако не ме однесе на у ресторан на јадење, однесе само на кафе, ќе речам не. Втора работа, ја тоа суши знам дома сама да го направам. Ама така. Кам нека си ја чукнат главата, зашто сум научила да го правам тоа суши, за да заштедам. Значи дома го правам за да заштедам. Добро, има милион начини, не мора ни да те изведи, може дома да те однесе да те испреми дома вечера. Другар ми што е машко, првиот впечаток му беше тоа. Кој ќе те викне со коментари дека ти јадеш само суши и морско. Само вика тој што има пари. Ама не мора да значи, еве го кажа пред малку, бе на кафе нека ме викне, не мора да се изложува на трошоци да ме носи на вечера. На кафе ќе одиме готово. Ама мене пак не ми е јасно што е тоа толку што ги плаши мажите од жена што е успешна, има кариера направена и со тоа апсолутно со кариера се подразбира и независност финансиска, значи што сакаш ти ќе си купиш за тебе. Уште стојам позади тоа. Не ги плаши успешна жена, ги плаши само оние кои што немаат што да понудат, сем пари и скапи еднаш ми се допаѓа реченицата да слушнав од Машко, вика маж од спонзоруша се плаши, само тој што нема пари. Логично. Кој ќе приде? Па нема што да му земе и вака и така што се плаши. Па истото и овде кај маж се плаши кој ќе нема жена пари. Спонзоруш се плаши од жена која нема пари. Истото ти е. Дека маж би бил со, ама не да ти рече дека според тебе жените повеќе сакаат, мажите повеќе сакаат жени со пари. Ама сериозно мислиш дека не би било проблем на нормален маж да биде со жена што има повеќе пари од него? Доколку е изграден како личност, мислам дека нема да му биде проблем, доколку сепак тука го ставам и амбициозен. Значи, оние кои знаат кои се што се во животот, без разлика дали жената има повеќе пари од него, еве ќе ставиме вака. Во заедница може да направат многу и она таа да има многу повеќе од него, тие да функционираат како едно во заедница, можат многу да направат ако е мажот амбициозен. И ако има идеја во животот што сака, и сигурно нема да се плаши тој ако жената успешна или ако има пари. Ако е остварен како маж, значи ќе направат заедно се, она што ќе го направат тоа веќе е плюс во животот. Пак. Добро, ова веќе ова што имам читано на тема на истражување, прво најголем процент на развод во бракови се парите. Се? Колку и да викаме ние од старите што љубовта е важна, од денешна призма го гледам дека луѓето се разведуваат најмногу заради пари. Па зошто тогаш да се омажам за некој што нема пари? Не, мислам, викаш ти амбиција да има, ќе направи. Ама уште стојам позади тоа, затоа што имав еден пример, мислам не имам повеќе примери од луѓе кои што еве на другарки мои партнери им биле или било како, не гледале во животот да створат, туку гледале да се снајдат. Тоа веќе не е амбиција, не е амбициозен маж. И тој никогаш ништо нема да направи во животот за да ги задоволи потребите на семејството. Ке чека секогаш од жената. За разлика од тие има и луѓе кои што сум гледала се трудат да најдат начин да направат пари. Значи не да ги најдат парите како да се снајдам јас денес од кај да земам или кај да се позаимам, туку бараат начин преку работа да се снајдам, ова ќе направам, она ќе направам. Значи тие луѓе секогаш ќе имаат пари. Да знаеш, никогаш нема
сметам дека никогаш тие луѓе нема да се остават без пари. Да, една позната актерка Елизабет Тилър, мислам дека беше, ја прашува зашто имаш само богати сопрузи. Он има само богати сопрузи, реално најскапите диаманти, сопругот, еден од нејзините сопрузи има купено. И се жена вика, ја сакам амбициозни мажи. Амбициозен и вреден маж не може да не направи пари. Не може да нема пари. Тоа е тоа. Ама една битна точка според мене, поправиме ако не се согласуваш со мене. Едно е маж на 20 години, на 25, на 30, 35, 40, 45, 50. Ако некој на 45 нема направено основното, под основно подразбирам, негов автомобил, каков сака некај, битно е да те однесе до кај што треба. Место за живење да не е со мајка му и со татко му и уште кој. Така не самостоен да е. Како да чекам, кога на 45 тоа не го направи? Никогаш нема да го направи. Тој од 45 да ти приде, ќе бидеш со него? Јас не, затоа што ако он до 45 не ги создал основните работи во животот. Ќе го земам кај мене да живее готово. Види. Ама сега нема да чекам тој да ствара. Ако веќе јас имам основа направено за себе. Види се, јас се ставам во успешна и амбициозна жена. Затоа мислам дека не ми е проблем. Сум створила за себе и затоа не ми е проблем да го земам ако знам дека нема да останеме на да чека од мене да донесам пари дома. Ако тој немал шанси во животот да го постигне, пробва, како викаат, пробав едно, не ми успеа, пробав друго, пробав трето, не ми успеа досега. Ќе направиме заедно. Стварно не е проблем и не ми е проблем. Ама како и да ќе направиме заедно, ама Светица бре до 45 он нема кај да живее. А ќе живее кај мене? Не е проблем, нека дојде. Нема кола. Види. Ај сега тебе ќе ти поставам едно прашање. Се запознаваш со тип, еве се среќавате во дискотека, во кафич или како и да е. Кликнувате страшно. Она што викат која е тоа вистинското, знаеш, го осеќаш. Добре. Вистинското, така? Не знаеш ништо за него, излегувате еднаш плаќа тој, излегувате втор пат плаќа тој и на крај ти ја кажува неговата приказна дека тој стварно немал шанса да постигне ништо во животот, се му пропаднало, имал, сега нема на нула е, значи нема пари. Ама имал. Значи стварно успел да постигне. Небитно, на 45 години банкротирал, значи нема пари, а ти кликнува, живее под кирија, нема кола, те носи со такси. Имал. Небитно, сега нема. Имал, па снимал, значи докажа дека е способен да направи. Ама од можам татко да му дадам биле шанса. Парите, наследство од татко му, тој го продолжи бизнисот и го пропаднал. И нема да останеш со него. Ако ти кликнува и ако осеќаш дека тоа е вистинското. Абе, па затоа мене знаеш колку пати ми кликнало, па не било тоа, ја веќе на тој клик не му верувам. Не? Ја верувам на логиката и на разумот, на пресметката. Јас ти кажав, не сум имала богат дечка. Еден уствари имав и тоа мислам, толку беше скржав, што како ти кажам, ја бев у загуба и минус повеќе, него девојки шудат со богати дечковци. Значи, толку беше скржав, што ја стварно бев у загуба. А другиве немале пари. И сум го установила тоа дека јас ако имам повеќе од него, така се случувало во комбинациите, ми изневерува, пишува со други жени за да се охрани го, тоа што спомнав на почетокот. Ми доаѓа кај мене у стан. Јас живеам 20 квадрати, гарсонјера. Значи нема место, одве ја и кучево се разминуваме. И он доаѓа кај мене. Ја буквално си правам од мирен живот, си правам у себе немир. Затоа што кликот мене ме заебал. И тој клик не разумот као чека Ивана. Ако си му дала шанса во животот заедно да створите, можда ќе се створиле и му дала и 70 квадрати. 2 години. И на крај доаѓа он со план и вика, абе ви кинезеви ги гледав small living. Знаеш дека ова станчева може да го преуредиме, да направиме двајца да не собира да живееме овдека. Па видиш, што не ти бил амбициозен. Знаеш како кликнавме? Сега кликнавте кога ќе видиш дека не е веќе и амбициозен на зборови. Он ќе ти каже, а ова планирам, он го планира година време, реализација нема ни р. Добро, тоа веќе се гледа. Мислам се гледа и на сам старт колку треба да запознаеш една личност. Ја не знам, значи јас знам дека ќе бидам нападната на подкастов као ти интересираат пари, спонзориш овака така. Небитно ти си створила веќе визија како сакаш да ти изгледа животот. Сакам да расчистам една работа. Спонзоруша е жена што свесно си бара човек со пари, за да не мора да работи, за да не мора да направи ништо. Да си оди само да си лакира ногти, да си оди на масажа, си ја прави коса. Бујром, можеме да речеме спонзоруше. И исто дали има или нема, небитно, има жени што имаат многу пари од дома, па пак се спонзоруше, си бара за да си го продолжи тој лајфстайл. Јас направив од ништо, ја не доаѓам од богато семејство,
од самохран родител доаѓа, мајка млада со 2 деца останала вдовица, тие пари ги направив сама, се да ни ве расплачам. Значи, јас се борев за ова што го имав. Мене ми текнува дека последниот воз го купив кога беа нормални становите, 2018-та, толку ми беше мене мала платата, што кога отидов за кредит стамбен во банка, мене као уште да се прекрстеа, вие ме гледаме као и затоа и 20 квадрати тој стан. Меѓутоа, ја го направив. Имаш свој ќош за живење. Сега, и твое. И сега некој да побара од мене, додам со некој таков маш, тоа излегува као, добре, јас се мучев што се мучев, нема да си, нели, да барам ништо што е спрема мене, ке си се жртвувам и понатаму, кај сама се влечам на грб, ке го влечам и него, битно ние кликнавме. Абе, види, не дека ни мене во животот некој нешто ми дал, ми помогнал, и кога требало сум сакала сама и сум се изборила за се она што имам сама. Сама сум го створила, сама сум направила се. Го почитувам твоето мислење, ти веќе си имаш одлучено како сакаш да живееш, ама мене, пак ќе ти спомнам, никогаш не ми било битно дали партнерот има повеќе од мене или помалку. Никогаш не сум го гледала, не сум сакала да се осети пониско од мене, дека јас сум имала или тој немал или обратно. Значи, нити јас сум се осетила во тој случај, никогаш не сум се осетила така некој да е над мене. Кажав дека не сум имала богати партнери, ама стварно не би ми било проблем да дојде кај мене да живее. Воопшто не ми е проблем да ствараме заедно. Ти имаш поголем стан. Ама не е тоа битно. Не е тоа битно. Ја кој ќе му заналютам, немам врата што да треснам, една соба е. Надвор. Пред врата, на пауза. Не знам, не ми било, никогаш не ми било битно. Друг момент ми беше може до мене да е, но тя има многу трауми на оваа тема. Значи, јас сум истравматизирана како личност на оваа тема. Ја никој да ме слуша, ја рече оваа по пари трча, ја вода во очи немале, ме разбираш. Јас имала ситуации која за бурек сум морала да дам пари за да купи бурек, да не ми сметало, затоа што тоа е занес од таа фаза кога ти си заљубен, ти што викаш, уште ова твое, во што трае веруваш од Дедо Мраз. Уште ова твое, во што трае. И ќе верувам до крај. Не сум апдейтирана, кажав. И ти викам, ке мене травматично не се сменија. Нити се сменија, нити направија нешто, нити ништо. Не знам, имав дечка кај што сме делеле една цигара кути, една пакла цигари, ја делиме и двајцата зашто нема да купи. Одиме на одмор, јас плаќам, ќе ми ги вратиш кога ќе имаш. Баш буквално така беше врската од тој период кога немаше работа, немаше пари, немаше ништо. И на крај завршувам у тоа што ја наоѓам пораки, тоа време MySpace уште од одамна, они пишува на друга девојка. А ти мислиш дека ако имал дека ама мислиш дека парите влијаат во тоа дали мажот изневерува или не? Мислам дека многу повеќе го тераат да изневерува затоа што не се чувствува поголема сигурност има. Не се чувствува како машко, му фали таа машкост. И јас сосема спротивно мислам тука дека оние кои имаат повеќе пари имаат многу поголема самодоверба да изневеруваат. Ама па тука има друг фактор, дали имам пари од секогаш или ги добива тие пари наеднаш. Според тебе тие што ги добиваат тие пари инстантно, тие изневеруваат? Повеќе изневеруваат тие, затоа што тоа исто како ќе добија некој пари, одма ќе го видиш по тоа златниот ланец кој ќе го стави врз мајцата од згора, за да покаже одма на сите дека има пари. И тој одма автоматски сака повеќе жени, една, втора, трета, затоа што на него му се отвараат вратите, можностите. Овој другиот е растен со отворени врати и можности и он нема потреба да, не знам, нема потреба да го прави тоа. Види вака, сега баш онака визуелно ми излегуваат пред мене фаци кои имаат и имале или кои биле инстант богаташи моментално. Сепак мислам дека оној кој има пари изневерува, без разлика дали е инстант, а изневерува, според мене изневеруваат многу повеќе оние кои што биле со генерации. Абе шупа, си патам некој без парите, ама немаме вара. Ама јас ти зборам. Ама го правев, тој пак ме изневери. Значи јас сум исклучокот. Па до тебе, не до парите него. Ма кај е проблемот тука? До мене. До тебе. Значи, друга подтема на тема врски и пари, однак ти си по правилото 50-50 во врска. За плаќање. Па 70-30. Кој е 70, кој е 30? Обично сум била јас 70, кажав дека сум маж. Ове! Кажав дека сум маж. А да можеш да смениш, не би сакала ти да си 30, он 70? Види, не дека би ми сметало. Да се разбериме,
пак кажав, сакам да сум мазена, пазена, да стои некој позади мене. Значи да биде тој машкото во врската. Меѓутоа никош не знам, јас врската ја гледам како едно. Ако имам јас денес, јас ќе платам. Ако имаш ти ќе платиш. Ако имаме, ќе купиме пица и ќе седиме дома или било како. Значи не ми било спорно тоа да или јас платам или тој. Држи вода доколку не, според мене, ако сум помлади години, тоа што гледам за понатаму, има уште еден друг фактор. Пример, јас во 20-тите кога работев 3 работи, значи телевизија, радио и плюс регула работа, нема време за ништо, а и немав ни пари затоа што ги собираш парите. Имав периоди кога што 100 динари новчаник не ми се вртеа и не можев да патувам. Значи, не можев да отидам Црна Гора да видам што е неака, буквално. А да не изборам за другите дестинации, Италија, Шпанија и така натаму и така натаму. Сега, после 30-ката, кога фала Богу ми тргна во кариера, ја можам да си приуштам такви патувања да видам, ја исто и тој сегмент го давам. Според мене, на стари години нити ќе имам таа енергија сега што ја имам, нити ќе имам таа желба за да шетам и да имам ја авантури у Шпанија и не знам што да правам, коктели да пијам и текили да се журкам. Јас имам таа енергија сега. И буквално мене ми треба партнер што ќе може да ми парира и ние заедно да ги имаме тие авантури, да патуваме, да проживееме, И сега јако не правам толку пари за двајца да носам на патување, да се разбере. Да правам ја да взимам некоја, не знам какава плата да можам да платам, ќе одиме и ја и ти и он и мајка му и татко му, све ќе собереме, све ќе отидеме, ме разбираш? И баба му. Си баба му, све ќе земеме. Све ќе земеме, со нас ќе отидеме. Меѓутоа сега имам доволно колку за себе да си платам. Значи сакам да имам партнер што ќе може да ми парира на тоа. Да му речам, слушај, сакаш да одиме Шпанија да прошетаме, сакам. А не можам на овие години да така чувствувам дека ќе изгубам уште време. Тоа почитувам, тоа е твое мислење и во глобала тоа така треба и да изгледа. Значи жената да биде жена. И мислам, би сакала и јас така да биде. Пак ќе кажам јас, она што сум го доживеала и преживеала и она како функционирам се однесува на она каков ми бил животот претходно. Значи како сум се поставила. А би сакала и јас така да има некој партнер или да ми каже тој ајде јас плаќам овај пат одиме. Значи сигурно нема да се побунам. Да. Би сакала и јас. Добре, не си до толку луда. Ма апсолутно, јас. Ја мислев дека со крстот на чело ќе речеш не извини. Не, далеко од тоа, не. Па кој не би сакал? Во случај еве ќе спомнам кај Снеже Велков кога бевме гости. Да. Ја спомнам како тема. Муабетот, да, джипат. Муабетот. Прашањето беше дали би сакала да имаш маш кој доручкува бурек и вози Мерцедес или би сакала да има кој вози тротинет, јади житарица и изгледа убаво, нели? Јас кажав оној кој има пари. И бев толку многу нападната зашто сум кажала оној кој има пари, мада беше изваден муабетот од контекст. Да. Како и да е. Јас стварно не гледам. Јас цело време стојам пози тоа што го зборам, дека стварно не ми е битно мене партнерот дали има или не. Меѓутоа, која жена не би сакала да има? Да, партнерот да има пари. Мене не ми е битно, меѓутоа би сакала и јас да има тој пари, зошто да не? Она што го правам јас или што сум го правела или како што сум се поставила, да се постави тој како партнер. Една Софија Вергара од преубава жена, буквално сега имаш исто таков негде ти го пушти баш рилот, ја прашува што те прави среќна, и вика пари. Пари? Ама Софија Вергара да живее у Македонија, ќе биде нападната. Тоа коментари, Софија курва, спонзоруша, по пари трча. Да, апсолутно. А никој таму не вика чии пари ги сакаш ти, значи мои пари, сакам јас да направам пари. Точно, она што е мое, јас да направам доволно пари. сум способна и доволно сум реализирана како човек и како жена да можам да заработувам за себе, ги сакам своите пари и оние што ги имам јас и ги заработувам. Не ти ги сакам твоите пари. Точно. Апсолутно. Ги сакам парите, сакам да ги имам парите во секој случај се сигурност. Јас како зборави за време на корона, значи стресен беше животот затоа што немавме некоја сигурност. Ти кога заработуваш константно си окей и малку да заработуваш си окей. Малку да имаш настрана ти е сигурност, многу да имаш настрана веќе не морам да работам и колку и време да не работам, јас сум окей. Немам стрес, не работам, окей, не работам. Сигурности се парите во животот. Многу повеќе стрес него сигурност. Меѓутоа парите се нема кој не ги сака. Така, нема, јас сакам никој да ме рече никам пари. Не познавам никој што не сака да направи пари и да има пари. Имам многу што го викаат тоа. Посебно ние жени светици што глумат. Јас не сакам пари, а буквално она е 100 пати поголема материјалистка од мене.
Тоа го имам приметено. Не, во случајот не зборев за некој материјалист, меѓутоа ако не сакаш пари, тогаш како ќе купиш леп? Основните потреби. Да. Не, порано не учела парите не се најважни. Не се, апсолутно, меѓутоа не се се многу слагам. битни. Не се најважни, ама се многу битни. Добро, и то, ама знаеш како, порано екала здравие да имаш пари не е важно. Здравието е 90%, 98% еве ќе ставам, 2% е среќа да не се нешто тешка болест, не дај Боже. Ако имаш пари, ти ќе одиш ќе се лечиш на приватно, ќе се лечиш у најдобри институции. Нема да ти го купат здравието. Ќе ти помогнат. Ќе ти помогнат краток период. Парите не ја Може прават да ти го среќата. спасат животот. Види, според мене парите мене не ме прават среќна, мене ме ако го немам она внатре, ако ја немам среќата внатре во мене, парите нема да ме направат милиони да имам, милиарди да имам. Јас сум била Значи чекај, извини што прекинав на прашањево, сакаш да бидеш среќна, сиромашна, да плачам во југо или во Ферари. тажна, а богата, и ти ќе одбереш среќна, сиромашна. Апсолутно не. Ја ќе одберам богата, ама тажна. И ќе ќе плачам на јахтата. Види, ти мислиш дека овие што се баш што имат милиони, еве ќе ги ставиме. Не ми изгледат несреќни. Не ти изгледат несреќни, па 90% страдаат од депресија, од анксиозност. Ама тоа, како ви каже баба ми, бес? од бес. Не верувам дека е без. Види, парите не ја купуваат среќата, не те исполнуваат, ти кажам, мислам, Не. според мене, парите само даваат сигурност во животот, а дека ќе ме направат среќна или ќе ми купат среќа. Јас можам ќе купам најскап телефон и ќе бидам среќна една недела. Да, не. Сега не сум, не јас сакам пари, не сум материјалистички настроена, така те разбирам, се слагам со тебе, ама од друга страна, комплицирано како да го објаснам, ама мислам дека може не те прават среќна, ама помагаат да стигнеш до точка да си среќна. Не го кажав муабетот, мислата ми избега. Еве сега кралот е болен од рак. Има многу пари. Ајде нека си го купи здравието. Ма гле, ти сигурно ќе живее многу подолго од не да Боже некој друг што пати што нема пари за тоа. Ќе живее болен. И Исто, не ти го- кралот, не дај Боже да не ги имал тие пари, таа здравствена нега, може претходно некоја друга болест ќе имал многу порано. Ако имал век, имал лек, така викат. Не треба да имаш пари, тука ако имаш век ќе се спасил. Парите нема да ти го купат здравието. Мајве да се... Добро, ќе се лечи во најскапите болници, ќе има најдобра услуга, ќе не знам, нема да прима подобра хемотерапија од они што нема пари. Тоа е терапијата. Значи нема да ти го Ако купи. ја дома ми се скршени прозорците, не ме за певец и ме фура промај, а ќе патам од половина цел живот, ме разбираш. Тој што има певеца, скапи прозори, тројно стакло, Види, тој мислиш го боли има едни половината. гумички со ста. Ќе липам ја гумички. Има Можеш да го решение. убедиш, значи. Ти да бидеш среќна, решение за се има. Имаш тој што е цело време по одмори и секој втор викенд на плажа или море лечи, сол лечи, све. Мислиш дека он не е поздрав од мене? Она без разлика. Не, нема врска. Како ти вика, за психички мир оди на планина. Пони ќе виделе цени во Маврова. Ја не можам да отидам ни до Берова. Берово е поскапо од Маврово. Не зеза. Боже, не знам вика што Не нешто, зезе. не знам. Не знам, При у колку Свети се Николе на изнајмува. Ѓуриште има една ритна, тој да се кача. Да ти кажам најискрено, најсреќна сум била кога сум немала пари. Еве најискрено ти зборам. Се сеќавам. Ама колку 15 години кој имаше? Немав 15, имав 20. Сум немала. Дали си разбирала на 20? Сум работела се во животот, значи сум била амбициозна, нормално никогаш не чекав од моите дома да ми дадат пари за било што и можам да се пофалам и толку сум горда на себе, мада сум го преплатила многу скапо, се она што сум постигнала во животот сум го направила сама, со мој труд, со мој пот. Никој не ми помогнал во животот. И кога можеле да ми помогне, сум кажала не сакам сама. Значи си се гордеам на тоа. Имаше период, спомнав на 20 години, имав еден дечко, немаше ни тој ни јас. Сме береле ситни пари за да купиме тост. Не можам да ти кажам кој период најубавиот период во животот ми беше. Ама јас сум ги имала тие на 20 години. Тогаш ми шовец ти викам цигари една пакла. Мислиш дека сега не би го направила истото? Немам живци јас сега за тоа. Јас сум сега стара за тоа. То треба живци и трпение. Јас со тој дечко од таа возраст исто на 20 години, ние надвор минус 15 степени, снегови паѓаат, ветришта дуваат, ние седиме на клупа,
Отшо, он не се чувствуваше комотно цело време јас да плаќам за кафиња и ја викам, добро, ќе седеме на клупа, ќе седеме у влесот зграда. Ја измрзнав, баба ми што викаше на бетон, на циминто седиш цело време. Јас сега на овие години тоа пак не можам да го правам. Јас да водам љубов у кола затоа што нема услови кај да отидеме ние, не можам, јас стварно патам од половината. Јас стварно, мене од тој аспект ме треба тој комфорт, луѓе. Он ке ми рече у кола ќе имаме секс, не можам, ќе се укочам. Не дека јас се не знам, значи, не, трауми си имам ја. Не, ова е до траумите, јас пак ќе кажам. И мене ми избега мисла да ма сакав нешто интересно ми беше поврзано исто со парите, ама се не ми тикнува. Аха, дали никош ти рекла како мала богато да се омажиш? Отивам примитено ги растеа, па и уште ги раста така децава. Богато да се омажиш? Да. Не знам дали ми рекол некој. Не се сеќавам, можда па и затоа вака функционирам во животот, не барам некој богат. Никој не ми рекол, не ми спомнал како мала па да ми влези во подсвест, ама сигурно ми кажале. Сигурно ми кажале како не. И па нели мислиш дека тоа влече од тоа што не победува љубовта си, него си маки карањата, обично си кои се сведуваат на зашто нема пари да се платат сметките, децава да се подмираат, ова да се направи, она да се направи. Види, потекнувам од семејство во кое што немало кавги никогаш, за не дека биле моите кузне колку имотни, секогаш сме имале доволно за да бидат покриени сметки и да нема такви проблеми. За пари мислам дека моите работеле како едно. Значи, заработувале заедно, работеле заедно и затоа сметам дека се она што можеме да го направиме заедно, доколку и партнерот ги има истите амбиции како и јас, може да се постигне, секогаш ќе биде во ред. Не, тука реков се слагам со тебе, ако е амбициозен, мора да направи, мора да има, ама ако на 50-45 он не направил, значи не е доволно амбициозен, не е доволно издржлив, според мен. Затоа што или е фейк амбициозен, нешто има. Или таа амбиција до некаде може тебе не да потрефи до 30 и нешто, ама постои, или треба барем да се чувствува дека си на пат за натаму, за нешто да постигнеш. И според тебе мислиш дека тие кои немале таква среќа во животот да имаат пари, да се родат во такви семејства, да му е Рокфелер татко или било како, немаат право на среќа? Не, апсолутно имаат, ама... Или секој тенџерче има капаче? Па да, само ако си джизвен имаш. Очигледно, јас сум джизва. Не, имаат право, ама знаеш како, ја мислам дека не е среќата тука во прашање, не знам, ја не сум била среќна, јас сум си ја направила таа можност. Јас сум пробувала ова, пробај, она, пробај, вака, онака, не сум чекала, среќата да ме удри сега да... Не беше, според мене не беше среќа, беше напорна работа. Да, напорна работа. Среќа може беше книгите кои почнав да ги издавам. Тоа беше среќа, ама тоа улета ја од како веќе го направив патот натаму. Склоп на околности, значи имала среќа да се најдеш во право време на право место, јас така зборам. Значи, ама нешто мора претходно да направиш да стигнеш до тоа. Кога се твоите 5 минути? Ама дома нема сигурно дека лежиш на креветот и да ти 5 минути. Апсолутно. Па тоа нема, апсолутно. А ти имаш мажи што лежат, тука ќе направи на креветот. Има јас. И се некој друг му е крив. И познавам и такви колешки кои што на стари години почнале да пеат затоа што мора некој да ги издржава мажите. А мажите потешко од далинско немаат кревето. И тоа не го поддржувам. Значи, јас колку и да заработувам, ти ако си маж, ти дал Господ нодзе, раце, разум, можеш да работиш. Значи тоа веќе и тука не е во ред. А ако можеш да работиш, да, ама ако не можеш да работиш, така требало да биде инвалид или било како. Значи немаш можност да работиш. Меѓутоа не ги поддржувам и тие што лежат, како што кажав, чекам да се снајдам за пари, а не чекам да најдам начин да направам пари. Имав еден дечко што се гледав со него. Почеток беше уште кога сватив дека ја и он нема да функционираме. Ме гледа и почна нешто ми збори од околу. Не знам, таму некој имале пар, маж жена, каде што жената правела многу пари и била преуспешна у кариера. И стигна на точка да направи толку многу пари што мажот не мора да работи и останува домаќин уствари, нели она обично кај жената е тоа нормално кога она се грижи за домот, фамилијата и она не работи, нели мажот. Ова обратна ситуација. И он ми вика на мене, ја немам никаков проблем ако ти станеш успешна со книгите, со стендапот, со се почнеш многу пари да правиш, мене нема да ми смета ја да останам да седам дома.
Мене ми се стемни. Не. Мене Тоа ми не се го стемни. сакам. Тоа веќе тоа не сакам што- такви ликови. Ја не сум била никоја жена што сака да биде домаќинка, да седи дома. Не ги осудувам, секоја жена си знае што ја прави среќна. Има жена што ја прави среќна само да биде со децата цело време, да не губи ни еден момент или не знам дома да е. Ја не сум таа жена, нема никогаш да бидам. Уште помалку па таков маж да имам, ја ќе се мрдна. Мислам, не знам, не може. Нити сакам да имам, нити сакам да имам контакт со такви луѓе. Познавам жени кои што сакале да бидат домаќинки, да, во прво време, меѓутоа со тек на време сваќаат дека не можеш ти вечно да бидеш во 4 ѕида и со деца затворени. И јас и стојам позади она и мажот да има пари, ама јас да си носам мои пари. Значи јас да заработувам, нити сакам да седам дома, нити да чекам од него за кога сакам нешто да си купам, да барам од него Па пари. веќе тука чепнав баш тоа сакав да ти кажам што ми е исто многу важно зашто сакам да заработувам. Безбедноста што ми ја дава, Така, сигурноста. апсолутно. Затоа што апсолутно. утре други ден, ако не е таков како што е, ако ме малтретира, ако не дај Боже било што, можам да го оставам. Многу ми значат тие пари затоа што јас ќе бидам независна и можам да го оставам, да си соберам се и да си одам. Значи сепак парите се сигурност. Јас апсолутно се слагам со Ето тоа. така. И јас кажав, колку и да има милионер да биде, еве, не барам таков, мислам, не е тоа спорно, меѓутоа, она што ќе го заработам јас, тоа не треба да биде наше, еве, нека биде мое. Ама јас кога сакам нешто да си купам, да не барам од него пари. Да, или дозвола. Не. Или да треба да прашам Да дали барам, може нешто. да. Работам напорно и да одам да прашам дали може да си купам штикли. Зборам за ситните работи, сега сигурно има да отидам да купам кола без да се консултираме, ме разбираш, си пак сте заедно. Так. Ама јас за штикли да одам да прашувам. Или еве исто кога се ежам на пример од кога жена мора да оди затоа што нема нејзини пари, да праша за влошки за менструален циклус, за да си купи. Она до толку да нема пари, сум посматрала тоа се случило пред мене, да мора на мажот да му побара за основна работа како жена што си. Абе, види, Секам како живеат овие жени. Како збораме дека постојат амбициозни и неамбициозни мажи, така има и жени кои сакаат едноставно да зависат од парите на мажите. Да, Исто ама како што има мажи што сакаат да зависат од Ама жената. сум сретнала и маж што нема дозволувано на жена му да работи. Да не ја гледале други мажи беше дел и после тоа затоа што немало потреба на да работи, она треба да ги воспитува и да ги чува децата ќе пропуштат многу ако не се цело време со мајка. Па добро, тогаш не треба да осеќа никаков ни срам ни грижа на совест ако побара пари затоа што така му е наложено. Не гледам тука причина, така сака да функционира, така ќе функционира. Тама и за тоа треба да си таква жена за да се нафатиш Точно, ти на такво нешто. точно. Тоа Имам- не може да му биде некој дека не си знала дека е таков, од почеток ќе знаеш дека е таков. Кажавме, човек се учи првиот месец. Некој ни со еден поглед ќе го процениш каков е тој. Ја ми треба до 3 месеца да го научам. Не. Со оглед на мојата работа, јас веќе многу време го работам ова. Мислам, ја работам мојата работа со конекција со луѓе. Сум станала и психолог. Затоа ти мене ќе ме упреш овој подкаст, не само гледачите и мене. Ти само ослони се. Ни го дадоа Саатов, дека Тајмеров, нови сме, прва емисија ни е. Тајмер веројатно значи дека ќе почнам прашањето од продукција. Нели продукција не собрам прашања од мажи, од жени, да не чепкаат сега на темава. Спремни ли сме? Маче. Ајде да видиме прашањето. А вамо ќе бидат добро. После кој дејт е окей да се држите за раце? Ова нема врска со пари прашања, ова генерално сте ги собират. Ма одма бре. Ај. После од кога ќе излеземе после кафето, фатиме за рака да видам дали му е груба или не. Дали е вреден, дали работи? Да, ако е груба, значи работник. е. Еве, епифани доживеав. Ја никош не се држам за раце. Не? Не. Ја и долго време да се гледам со партнер и година време да одиме. Ја не сакам, не знам, мене не ми е, не знам проблема со ми е мене, многу долго за рака да се држам. интимен момент, онака. Затоа што знам мајка ми и татко ми, мајка ми е почината одавна. Цел живот се држеле за рака и толку убаво ми изгледа онака како цел живот во љубов да си со некој, ми е многу интимен момент и мислам дека е во ред да се држиш за рака онака. Кога веќе стапуваш, дејтот преминува во гледање или како викаш ти, уште сме Дейтинг, уште сме дейтинг да, фаза, меѓутоа веќе осеќаш некоја интима.
Еве, после втор трет дејт да речеме или било како. После втор дет нема шанси. Јас за ова прашање ќе кажам после вториот, третиот месец или после моментот кога ќе дефинирате дека всушност сте во врска, заради тоа што мене исто многу ми е важно да знам дека тој што ќе го држам за рака, ако никогаш се држам за рака, нели ќе те видат дека го држиш за рака, автоматски знаат дека е со тебе. И сакам да знам дека сум одбрала добро и тогаш може да го држам за рака. Добро. Твое мислење. Дај за друго дете. Кога е време да се стави заедничка слика на Инстаграм? Јас за ова не сум. Сепак мислам дека интимата сакам да си ја чувам за себе. Нема потреба. Доволно луѓето знаат за мене и сум изложена на јавност. Како јас сега зборувам во име на јавна личност. Така. Како женски род или како женско исто не би ставала, никогаш не сум ставала слики со партнер и не знам, не би сакала. Можда кога ќе имам дете да ставам слика од детето или кога ќе се мажам па ќе биде тоа официјално дека тоа е тоа, може тоа ќе ми се смени мислењето, меѓутоа сега за сега не. Јас сум овде на две поделени мислења, сега ќе ти кажам зошто. Прво ми е кога никој ќе на Инстаграм ќе дојде во контакт со мене, ќе го приметам, прво одам кај него на профил, да видам дали има девојка. Добро, да. Ако има девојка, автоматски за мене не ме интересира тој човек. Абсолютно. Тоа е веќе друга тема на ненавога, мене не ме интересира тој зав. Ако нема он слики, ја не можам како да видам дали он зафатен. И сега знам ќе речеш ако е окей нормален човек и да му пишеш и да се пишете, ќе ти рече случај јас сум женет во врска како и да е. Ама има многу што ја користат таа предност што нема слики со девојката или може дури во брак да он пак ќе ти глуми лудил. Мене тие слики ми даваат сигурност да знам дека, не дека нема да ти изневери ако има слики со тебе може милион да иде, меѓутоа на некој начин да знам дека тој човек е со мене, дека е зафатен така натаму. Една опција. Се извини, знам да повеќе да кажам. Слободно. Меѓутоа, последната врска што ми беше проблемот со ова ставање слики заеднички. Ајде да речеме, не сум толку јас како тебе позната, ама тука некаде јас сум и јавниот живот како јавна личност. Ставање слики со дечкова, на некој начин промовирање на него, он подобива френд реквестиот и ние сме љубопитна нација, так. По 50, по 100 жени на ден. Пријателки дури онака што ги знам. Значи, ако промовирам за други жени да го додаваат, и со свој камен се удрив по глава. И почна да му пишат и почна да ти изневерува. Го убив од броја, почна да пишам. Знаеш, ти реков дека е во тебе грешката. И тогаш... Абе како? Абе не ми јасно, им нема пари, им ништо, им пак изневирува. Ти си крива, не си научила во животот. Ама, и после викам, нема шанси веќе ставање слики, промовирање тоа. Меѓутоа, сега, например, од оваа перспектива, зашто да не ги нервирам народот ако се заљубам, ако сум среќна, од тинат ќе став. Не знам, не ми е потребно тоа. А ти мислиш дека на денешницата мажите се гордеат ако веќе некој пробува да нешто кај тебе, тој ќе ти каже сигурно дека е женет. Тоа веќе не е ни табу тема и 90% женетите веќе прават изневерување. Не, реков дека не гарантира, меѓутоа ми е потенцијално мажот ако избегнува слики дека сака да шврля, како потенцијално ред флег го гледам. Според мене, јас имам па сосема друга приказна од таа тоа е целата поента на подкастов, да си слушнат две страни, да си кажат нивно мислење. Мислам дека сепак сликите, дека Инстаграмот и профилот е твој и треба да споделуваш она што е твое, што е во врска со тебе. Правам поише кеш од дечком и он нема доволно пари за одмор. Дали да му платам? Кој да го поставила прашањето? Ќе кажам, девојче, жено, си имам зафркнат овака. Му платив одмор. Ќе ми ги вратиш, му викам парите кои ќе имаш. Да не се повторувам пак што се случи. Јас на ова би била, ако имаш 20 години, окей, што си ваков дечко, позајме му, дај шанса. Ако имаш над 30, шо преш со ваков дечко што не може да дојде на одмор, ќе бидам лошата. А не. Сум уплатила, сум си поминала преубаво, сум си ја наполнила душата и не сум се покајала ни еден момент, затоа што сум уживала во она што сум го направила, го сметам како добро дело.
А ти си хуманитарец Сепак врските. сум. Не, јас сум општо во животот. Мене ми е жал некој да нема. Мене ми е стварно жал. И обично и не ни постирам јас на Инстаграм што јадам, што пијам, баш и тие причини. Не сакам да докажам или да кажам дека јас можам повеќе од некој што за жал не може. Значи, сепак пошто сум хуманитарец, ми било многу убаво затоа што сум направила добро дело. Дали би го направила пак, не знам. За ова ми е мило што луѓето ќе те видат од оваа страна. Јас знам оваа страна кај ти имам, са луѓето ќе имаат шанса да запознаат. Ете, така не сум кеша. Да. Значи, ова Јас сум Адријана Ќе ти ја Ацевска. песнава и ќе си станам од Ете така, сосем спротивно. Трошам многу пари за себе, а маш ми мрчи. Дали да го правам тоа скришно. Па ја чепнавме оваа тема, нели? Според мене, се што е скришно во еден брак е неуспешно во бракот. Општо, брак, врска или како и да е. Ако не е транспарентно или ако не знаеме, ако јас се плашам на мажот ми да му кажам дека сега сакам да си купам, ама пак зборам, не зависам од негови пари. Ева ако само ситуација дека зависи дека ги троши неговите пари и дека претерува со трошење. Може човекот со право да мрчи. Оти јас знам многу жени што претеруваат со трошењето. Он се мучи, ринта, она не работи, а троши као за тројца. Во тој смисол, да. Ај па ја би ги одбранила овде ќе ги мажите. Па не треба да го прави скришно, току треба да престани да го прави, најверојатно. Се прави буџет, јас според мене мислам. Се седнува и се прави буџет. Па тоа е, да ти кажем, прави моментално, мислам не моментално. Ми се случувало и на одмор кога одам со дечко и ставаме буџет колку јас толку тој. Да го правам, да. Така, да. И се троши. Ете така, толку имаме за трошење, тоа е тоа. Меѓутоа, кога ќе го видам дека е веќе на 10 пиво на плажа, веќе у пола сат, а јас сум испила 2 пива, и му викам тука крати од заедничкиот буџет, продолжи од твојот буџет, од твоите да си плаќаш за понатам. Затоа што не може да се претирува, ако е заеднички буџетот. Точно, трошиме он не заедно. може да испие 10 виски, а ја едно виски од заедничкиот буџет да ги подмириме. Така е, да се вратам на прашањето, се што е скришно, мислам дека го прави бракот неуспешен и мислам дека не е во ред да се прави скришно. Апсолутно. Следно прашање. Жена ми добро заработува, јас не работам ништо, дали е глупо тоа? Да. Да. Многу. Па се согласен. Почни да работиш. Не, па стварно, мислам, како маш си. Почни да работиш. Ајде да не бидам хардкор феминистка, ама дури они викаат, феминизмот не е дека, не знам, ние не ги сакаме мажите, него секој да прави тоа што го прави среќен и тоа што, значи како може да, како се чувствуваш функционално ништо да не преш? Како имаш ти? Тоа е тоа, таа заработува, јас да не работам. Па не си маш, тогаш ставија сукњата и Да. Значи, земи дома, барем зачисти, кој ќе се вратам да види чисто ручек да има. Кревет како стануваш, не ми е јасно. Значи, да, глупаво е. Апсолутно глупаво е, ако си способен за работа, треба да работиш. Следно прашање дали имаме? Уште колку прашања не остануваат? Немаме веќе прашања. Па добро, се на крајот сме, а? Завршивме. Завршивме. Првата емисија ни заврши. Ја мислам дека топ поминавме. Вака луѓето да ме запознаат и од друго светло ќе се поставам и како водителка да се пробам нели нормално да видиме колку ќе биде успешно. Ја мислам дека поминавме топ. Ја очекувам коментари, очекувам да се најдат мани, кај нас се наоѓа мани. Апсолутно и не очекуваме само добри коментари, Точно, очекуваме и лоши. И конструктивен кретенизам ќе рече. Конструктивни критики. Така е. За да може да се подобриме. И она што е најважно на YouTube каналот за се.мк Subscribe нормално. Така. Значи ти си subscribe, а јас сум за да гледа целата епизода и да не следат и прашања да ни поставуваат за вака. Дали сакаат да одговараме на некои теми, да разговараме на некои теми нормално, да се вклучат во нашата комуникација, во нашиот разговор. И ако има и некои интересни факти од животот, слободно може да ни биде гостин. Да, ќе имаме и гости. Целата цел на емисијата е буквално да искрено направиме мовет јас ти како жени, од женска перспектива. Точно. Ќе имаме и мажи нормално гости, ќе чуеме и нивна перспектива. Ама мислам дека добро е вака искрено се најде нешто дирекција кај тераме, шо правиме, не дека сега ние нешто ќе откриеме Америка, ама нема да ја откриеме сигурно, меѓутоа се надевам дека ја планирам да научам од тебе некои работи. Немој да учиш 40 години, имам, не сум мажена, бре, какво учење што? Па тоа е за учење. Успешна Кажи ми жена. тајната. Како си волку среќна. Сум среќна, натрешно. И па ете Ништо тоа. друго не ме прави среќна.
Фала што ме дружеше. Фала ти и тебе, се надеваме дека ќе ги задоволиме вашите апетити и вкусови, се надеваме дека ќе ја гледате нашата втора епизода. Така, и па се гледаме следен подкаст.